Градоначалникот Мирко и советниците ги тргаат педалинките од Струшкото крајбрежје. Угостителите со бурни реакции велат наместо да се отстранат само дивите се забрануваат сите, а на нив од раци им се зема лебот. Уверени се дека постои друг начин со кој би се обезбедила сигурност на капалиштата. Треба на друг начин, не треба скроз да се забрануваат, туку треба да се проверат какви педалинки се издават и во каков начин се издават, бидејќи имат фамилии што од педалинките ранат деца и друго. Мислам дека треба да се испитува, да се провери. Но градоначалникот вели дека одлуката нема да ја промени, бидејќи бројките на давеници од педалинки низ годините се фрапантни, а поидеално решение од тоа да се забранат трајно во моментот не постои. Заради профит на неколку граѓани кои можда немаат и фирми за педалинки и нема до сега немале никаква одговорност да и понатака работа со педалинки, ево советот денеска тоа право му го скрати. За оваа одлука целосна подршка има и од советниците, но и од Охридскиот Црвен крст. Не само педалинките, треба и овие пловни моторни возила во Охридското езеро треба да се забранат. Затоа што луѓето не знаат веќе како возат натре, кој ќе влезе во тие овие речиги скутери, мутери, не знаат, мисле дека се во некој авион. Забраната, секоја забрана малку е дискутабилна и создава одредени ограничувања, но во секој случај кога се работи за човечки животи, нас на спасителите на вода, на Црвениот крст, на Центарот за безбедност на вода во многу ќе олесни работата, доколку не само да се донесе како одлука, но да се почитува спроведувањето на таа одлука и да се најдат механизми како тоа ќе се направи. Одлуката ја поздравуваат и од Охридска капетанија, но не ја отфрлаат можноста за нов хаос со нови издавања на црно многу повеќе од претходно. Голем е скептицизмот и дека општина Струга ќе може да ги регулира сите активности за време на летната сезона.